Време е да ги проследиме најновите информации од Велес и регионот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас, почнуваме веднаш. Општина Велес и Вардарскиот плански регион потпишаа меморандум за соработка со регионалната стопанска комора од Велес. Малинкови до ресорното министерство, што е советени од проекти, дали финансиите ќе им ги рефундираат. Се намалува невработеноста. Во Велешко вработени се 14.259 лица. Семејството Малинкови од Кавадарци аплицирале за проектот на Министерството за труд и социјална политика, преку кој требало да им бидат рефундирани финансиски средства за патнички автомобил за лица со инвалидитет. Но проектот е закочен и парите се уште не им се рефундирани. Тие јавно ги прашуваат првите луѓе во ресорното министерство, што е советениот проект и дали финансиите ќе им бидат рефундирани. 50-годишната Благица Малинкова од Кавадарци е лице со тежок инвалидитет и со пречки во развојот. Целата нега за неа и за нејзините секојдневни активности ги обавува нејзината мајка Цвета Малинкова. Животот не ги поштедил. Со многу мака и труд Цвета вложува напори и ја обавува целосната грижа кон својата ќерка, која не сака ниту за миг да ја остави сама. Кога слушнале за проектот на Министерството за труд и социјална политика за рефундирање на финансиски средства за набавка на патничко возило за лицата со инвалидитет, тие во месец август купиле автомобил кој им бил повеќе од потребен за редовни прегледи на Благица во градот и пошироко. По кратко време, семејството ја поднело целосната потребна документација за рефундирање на средствата во меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Кавадарци. Но од тогаш немаат никакво сознание дали ветените пари ќе им ги вратат. Мајката јавно ги прашува првите луѓе во ресорното министерство што е советениот проект кој беше можност на лицата со инвалидност за нивна полесна мобилност и вклученост во заедницата. Ми кажаа дека че има повратни. Слушнам на телевизорот дека ако има кола, дето да си купе за него. Мене ми е за неа. Треба да има повратни нешто сега. Шо има, шо нема е ништо одговор, немаме никаков. Да ни кажат дека има ли, нема ли. И колта купиме документите сите и предадиме до крајот на месецот. Како рекоа до рок толку. До септември. До септември се предадено, готово се беше. Се уред. И еве уште немаме документи. Значи поднесовте уредна документација се со поднесено. документи. Со документи се има. Тоа. Автомобилот го купивте за нејзини потреби? За неа повеќе го купиме до Скопје да идеме. Со стара кола не се оде. Со проектот беше предвидено да им бидат рефундирани средства од 180.000 динари за царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил. Овие финансии значат многу за буџетот на ова семејство, бидејќи Благица постојано е под терапија која чини илјадници денари. Тешко ми е, многу ми е тешко, сама жена, со болно дете да гледаш. Многу ми е тешко, да ви кажам право. Мажот ка ми умре веќе. Многу и она баш тоа би се разболи повеќе. Вие 5 години веќе, јас не знам. Се сме потресени. Дето кога да дојде, одзгоре од работа, кога да го викнам се тресе и оно. Треба да бидат и они, да им помогнат нешто да речиш. Не е за мене и за сите деца. Сите сакат да бидат како што треба.
На 18-месечна возраст Благица имала висока температура која оставила трајни последици врз нејзиното здравје. Целата енергија и љубов ја вложувам во неа, затоа што таа е немотња. Вака Цвета го раскажува секој поминат ден со нејзината ќерка. На Благица денот и поминува слушајќи музика на радио и гледајќи телевизија. Таа ја сака музиката и честопати си подпевнува. Во тоа се уверивме додека бевме таму. А оттаму си заминавме со надеж дека ова семејство за многу скоро ќе ни јави дека парите кои што треба да им се рефундираат веќе се легнати на нивната сметка. Продлабочување на соработката и посериозен пристап на фирмите до предпристапните фондови на Европската Унија е целта на меморандумот за соработка кој денеска го потпиша Општина Велес и Центарот за развој на Вардарски плански регион со Стопанската комора на Македонија, регионална комора со седиште во Велес. Општина Велес и Вардарскиот плански регион денеска потпишаа меморандум за соработка со регионалната стопанска комора со седиште во Велес. Заедничките активности кои произлегуваат од меморандумот ќе бидат насочени кон подобрување на бизнис секторот во градот преку фондови од државата и Европската Унија, нови заеднички проекти кои ќе значат подобрување на економскиот развој во Велес. Овој меморандум за соработка ќе ни помогне и во иднина да продолжиме со оваа соработка, но и продолжување на соработката. Тука пред се мислам за заедничко настапување при фондовите на Европска Унија и подготовка на апликации кои ќе им помогне на бизнисмените во наредниот период. Подпишувањето на овој испаѓа трипартитен договор помеѓу трите субјекта во овој момент што го потпишавме заедно овој договор, значи дека сериозноста во пристапот на општина Велес кон развој на економијата во нашата општина е очигледна и сакаме да ги подготвиме нашите стопанственици, да им помогнеме колку што можеме во предпристапните фондови пред Европската Унија да се аплицираме заеднички со проекти или самите да аплицираат со проекти или самите да наоѓаат партнери каде би можеле да аплицираат до меѓународните проекти. Со подпишувањето на овој меморандум од регионалната стопанска комора очекуваат многу нови заеднички проекти и развој на бизнис заедницата. Со подпишувањето на овие спогодби очекуваме и поголемо учество во одредени проекти. Развој на соработката меѓу целиот бизнис сектор во градот и што поголемо учество во секој домен од страна и на општината во нашите сектори и од наша страна во соработка со општината и со Вардарскиот регион како главен субјект за стопанските дејности во општината. Подпишувањето на меморандумот за соработка во иднина значи отварање на нови работни места и подобрување на економијата во градот. Винарските визби кои ќе откупат грозје од сортата Смедеревка ќе добијат субвенции од 2 динари за килограм. Мерката е донесена на владината седница и со неа се очекува да бидат откупени преостанатите количини од оваа сорта. За секој купен килограм грозје од сортата Смедеревка, финансиската подршка е 2 динари за килограм. Винските визби кои од лозарите превземаа повеќе од 1500 тони Смедеревка можат да поднесуваат барања за 2 динари субвенции за секој купен килограм. Ова важи само за земеното грозје од индивидуалните земјоделци. Откупувачите за финансиската подршка треба да достават списоци за откупени количества на грозје од оваа сорта и извештаи за исплатените обврски кон лозарите од претходните реколти. Инаку исплатата на родот, според законот, е во рок од 6 месеци и на 3 рати. Првата рата од 20% треба да се плати до 15 декември, втората од 40% најдоцна до 15 февруари наредната година и последниот износ до крајот на април. Деновиве во Кавадарци се одржа избор на најмлади вина, на која учествуваа 60 бели и црвени вина произведени од домашни производители. Оваа манифестација се организира трета година поред од страна на Сдруженијето на винари на Македонија.
Виното Кабарне Совиньон, произведено од Сашко Тасев и темјаника од Сашко Андов, освоија Гран При за најдобро младо црвено и бело вино на надпреварот кој го организираше Сдруженијето на винари на Македонија. Тасев доби награда цистерна од 400 литри, а виното на Андов ќе има можност да се дегустира на саем во Штутгарт. Ова е нешто посебно чувство кое секој не може да го осети во делот на винарство и производство на вино. Сите 3 години учествувам и на сите 3 години освојувам прво место. Секогаш од сите слушам и добивам мислења и сугестии, така да од сите од некојаш и разбирам и ги правам добрите работи за виното. Во конкуренција од 60 бели и црвени вина, произведени од домашни производители, прво место во категоријата за најдобро бело вино освои темјаника на Васко Темов. Меѓу црвените вина најмногу поени доби Мерло од Блажо Павлов. Надпреварот беше организиран од Сдруженијето на винари на Македонија, а оценувањето на мострите вино доставени со шифри го вршеа стручни лица, универзитетски професори и енолози. Игно Тасев, председател на Сдруженијето, информираше дека радува фактот што од година на година расте интересот за традиционалниот избор на најдобри млади вина. Во однос на квалитетот на вината исто имаме зголемување на нивните квалитети. Ме радува тоа што има веќе 3 години поред учесници кои што континуирано учествуваат во надпреварот и нивните вина веќе се забележуваат дека ги прифаќаат нашите совети и имат подобрување на самиот квалитет. На надпреварот не се пријавија само индивидуални производители на вино од Тиквешијата како најголем винарски регион во Македонија, туку од целата држава. Манифестацијата беше организирана заедно со Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, а со поддршка на неколку компании. Невработеноста во Македонија го достигна најниското ниво. Странските вложувања, но и јакнењето на домашните мали и средни предпријатија допринесоа во последните 10 години бројот на креирани работни места драстично да се зголеми. Според официјалните статистички бројки, во Велес бројот на вработени изнесува 14.259 лица. Според официјалните статистички податоци, бројот на вработени во Велес во моментов изнесува 14.259 лица. Во споредба со бројот на вработени од пред 10 години, евидентиран е растот на креирање нови работни места. 2905 лица во овој период нашле свое вработување во новоотворените фабрики во Велес и во технолошко-индустријските зони во Скопје. Во процесот на намалување на невработеноста, активно придонесуваат и мерките кои се реализираат преку Агенцијата за вработување. Преку мерките од Агенцијата за вработување, досега се создадени 2597 нови работни места во Велес. Програмата Македонија вработува 1 и 2 и искористиле 412 наши сограѓани, субвенционирано вработување добиле 245 велешани, грант од 3000 евра за започнување на бизнис им бил доделен на 228 апликанти, додека кредит за самовработување во износ од 3 до 5000 евра на 160 луѓе. Програмата за обука и практиканство кај познат работодавач ја искористиле 1194 велешани, додека останатите обуки за јазици, IT вештини и слично ги реализирале 358 лица. Покрај креираните работни места од странските инвестиции, во процесот на намалување на невработеноста активно придонесуваат и креираните работни места во домашните мали и средни предпријатија. Државната изборна комисија го направи ждребувањето. Познат е редоследот на изборното ливче. Деталите ги има колешката Сања Ангелова. Државната изборна комисија денеска спроведе ждребка за редоследот на кандидатските листи за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Прва на листата ќе биде ВМРО ДПМНЕ, ДПА под број 2 СДСМ 4, ДУИ се трети, според редоследот од ждребувањето. Со реден број 6 ќе биде ПДП, Коалицијата за промени и правда ќе биде под број 5, Либерална партија 8, Левица 11, БЕСА 10, Алијанса за албанците 7 и ВМРО за
Македонија 9. Граѓаните на 11 декември ќе избираат меѓу кандидатите на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, опозицијската коалиција предводена од СДСМ, коалицијата за промени и правда, коалицијата ВМРО за Македонија и коалицијата Алијанса за албанците, која ја сочинуваат Движењето за реформи, ДПА, Унитети и НДР, како и партиите ДУИ, ДПА, ПДП, ЛП, Левица и БЕСА. Во понеделник почнува изборната кампања за предвремените избори, која ќе заврши на 9 декември. Граѓанската асоциација Мост за наблюдување на изборниот процес ќе ангажира 3000 наблюдувачи. 3300 наблюдувачи ќе бидат ангажирани на денот на гласањето од страна на Граѓанската асоциација Мост за наблюдување на изборниот процес. За таа цел Мост ги повикува граѓаните лично да се пријават во 18 регионални канцеларии низ целата држава, кои ќе бидат отворени од 10 до 18 часот. За пријавените граѓани ќе биде организирана специјална обука, а потоа ќе бидат распоредени на гласачките места како наблюдувачи. Наблюдувач во мисијата на Граѓанската асоциација може да биде секој граѓанин со право на глас, кој е подготвен непартиски, непристрасно и објективно да го наблюдува процесот и да известува за наодите. При селектирањето на наблюдувачите, предност имаат оние кои веќе биле ангажирани како наблюдувачи на Мост на претходните изборни процеси, информираат од Граѓанската асоциација. Мост проектот го спроведува согласно меѓународно признатите стандарди за домашно наблюдување на изборите. Оттаму наведуваат дека нерегуларности ќе може да се пријават на бесплатната телефонска линија 080 080 080. Специјалното јавно обвинителство го отвори новиот случај Таргет ВМРО ДПМНЕ со реакција до јавното обвинителство. Објавен е конкурсот за финансирање на проектот Град на културата во 2017 година. Во овој конкурс учество може да земат сите градови во Република Македонија. Вести од Македонија во продолжение. Таргет е новиот случај на специјалното јавно обвинителство за незаконско следење на комуникациите од 2008 до 2015 година. Осумничени се 10 лица, дел од нив и сега се вработени во Управата за безбедност и контраразузнавање. Обвинителството ги сомничи за злоупотреба на службената положба и овластување. Според СЈО, 5872 телефонски броеви биле прислушкувани. Досега СЈО има покренато истраги за случаите тортура, Титаник, Транспортер, ТНТ, Тврдина, Трезор, Топлик и Тендери. Катица Јанева денеска ги потврди сите сомнежи на граѓаните на Република Македонија дека е продолжена рака на аболицираниот криминалец Зоран Заев и неговата намера да ја редефинира и федерализира Република Македонија како бинационална држава и да ја обвини Македонија дека е виновна и за спорот што го има Грција со нашето име и за сите останати отворени прашања со соседите, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМНЕ на пресконференцијата на СЈО. Во партиската реакција стои дека целта на денешната пресконференција на Катица Јанева е само една, да ги покрие скандалозните изјави и ветувања на Зоран Заев, дадени пред албанската диаспора во Швајцарија. Катица Јанева без ниту еден доказ ја прегази правната фела и влезе во политичка кампања. Специјалното јавно обвинителство одлучи да се вклучи во изборна кампања уште пред да стартуваат изборните каравани и да се официјализира почетокот, велат од ВМРО ДПМНЕ. Министерството за култура го објави конкурсот за финансирање на проектот Град на културата во 2017 година, кој ќе трае до 19 декември оваа година. На конкурсот може да учествуваат градовите во Република Македонија, а пријавувањето се врши со доставување пополнета пријава, која треба да се преземе од веб локацијата на Министерството за култура и да се пополни електронски со впишување податоци на означеното место. Кон пријавата задолжително треба да се приложи
изложи прецизна фестивалска програма со препознатлива културна и историска традиција и краток осврт на проектите кои се составен дел од програмата. Предност имаат програми што содржат проекти кои афирмираат културата и промовираат врвни културни вредности кај младата популација. Програми кои афирмираат домашно творештво и домашни автори и програми кои презентираат творештво со стилска и жанровска разновидност и кои подразбираат соработка со врвни уметници, соопшти Министерството за култура. Минатата година за град на културата беше одбран Велес, а годинава дојран е актуелен носител на титулата Град на култура. Најмалку 73 лица загинаа, околу 100 се повредени при експлозија на цистерна со гориво во Мозамбик. Протести во работата на јавниот превоз од денеска па се до 2 декември. Вработените во атинското метро, електричната железница и трамваите ќе протестираат со неколку часовен прекин. Ова се вести од светот. Од денеска до 2 декември вработените во атинското метро, електричната железница и трамваите со неколку часовен прекин протестираат во работата на јавниот превоз. Локалните власти ги повикаа жителите да се информираат за распоредот на протестите, за да можат непречено да ги завршуваат своите обврски. Вработените протестираат против плановите за спојување на транспортните оператори во организацијата на јавен транспорт на Атина. Најмалку 73 лица загинаа, околу 100 се повредени при експлозија на цистерна со гориво во Мозамбик. Цистерната превезувала гориво од пристанишниот град Беира во соседната држава Малави и се превртела при судир. Луѓето се обидувале да наточат гориво од превртената цистерна, а при тоа топливата ја предизвикала експлозијата, стои во соопштението на владата на Мозамбик. Инаку Мозамбик е една од најсиромашните држави во светот и постојано се бори со недостиг од храна. На организираниот собир во Маракеш, организиран од Обединетите нации, во борбата против климатски промени, речиси 200 држави повикаа за највисока политичка посветеност. Представници од 196 држави и Европската Унија на годишна конференција учествуваа во борбата против климатските промени, која е прашање од итен приоритет. Минатата година во декември во Парискиот договор усвоен е повик упатен за подготвување на нацрт кој досега е ратификуван од 111 држави. Загревање на 2 степени Целзиусови над нивото од времето пред индустриската револуција се поставени границите со Парискиот договор. Целта е намалување на штетните гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина. Сончево и топло време имавме во текот на денешниот ден. Максималните 14 степени кои го достигнаа го надминаа просекот за овој период од годината. Метеоролозите најавуваат викенд со услови за локален слаб дожд, но сепак во поголемиот дел од земјата ќе се задржи суво. Ова беше последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на регионалната К1 телевизија. Пријатно!